Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Економските податоци за првиот квартал од 2025 година создаваат спротивставени слики. Бруто домашниот производ расте, а платите стојат. Оваа влада бележи реален раст од 3,2% и тоа трет квартал поред со раст на 3%, што е рангира на четвртото место во Европа по економска динамика. И тоа веднаш зад Ирска, Данска и Полска. Премиерот Мицкоски го представи ова како резултат на нов економски курс, заснован на знаење, план и трпение. Меѓутоа, додека статистиката изгледа охрабрувачки, на терен расте социјалното незадоволство. Синдикатите се разединети и без заеднички став. Еден синдикат бара минималната плата да порасне на 500 евра, барање што владата го одби со коментарот "Многу пари барате". Друг синдикат го обвинува првиот дека не го подпишуваат колективниот договор, со кој би се зголемиле платите за 50 до 60%, и тоа во наредните 3 години. Додека за минималната плата не даваат поддршка. Третиот синдикат дава значење како работодавачите се обединети и дека не се подготвени да дискутираат за ова прашање, велејќи дека економијата не е во најдобра состојба. Изморени од ветувањата, едни работници молчат, други си ги пакуваат куферите, а трети веќе се заминуваат. И покрај економскиот раст останува прашањето кој што добива од него и зошто платите не го следат развојот. А темата во црвена линија за денеска е: зошто платите стојат ако економијата се движи? Кој ги кочи платите, продуктивноста, синдикатите или владата? Тоа се централните прашања на црвена линија за ова денешно издание, а секако ќе ве посетам задолжително да не заследите и на Инстаграм. Ќе имате можност да учествувате директно од овој момент во анкетата која што секојдневно црвена линија ја објавува. А на Инстаграм стори на профилот на црвена линија и паралелно на профилот на Телма телевизија, еве кое прашање го поставува како анкетно црвена линија денес. Македонија е четврта економија во Европа. Дали го чувствувате економскиот раст? Имате две опции за одговор, поточно две полења. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Дали е тоа полето со одговорот да или полето со одговорот не. Редовно ги сумираме податоците, односно резултатите, и ги соопштуваме некаде по рекламите, пресметани во проценти. За учество во црвена линија е доволно да се заврти нашиот телефонски број 02-307-0005. И за да се подготвиме за оваа дискусија, секако на самиот почеток ќе го погледнеме и прилогот на Ирина Чачкова. Многу пари барате. Ова бил одговорот од владата на барањето на ССМ минималната плата да порасне на 500 евра, соопшти од синдикатот по завршување на состанокот. Оттаму нагласија дека нема изгледи за зголемување на минималецот и дека не исклучуваат можноста од генерални штрајкови, нешто што го правели за време на претходната влада со образложение дека очигледно во нашата држава само на тој начин може да дојде до раст на платите. Беше кажано дека многу бараме и дека 5 луѓе во ССМ се собрале и си прават чамче муавет. За работниците тоа е пораз. За владата уште поголем пораз. Од ССМ соопштија и дека за жал останатите синдикати кои биле на состанокот не побарале буквално ништо и се сложиле со се што кажала владата. Дека синдикатите се разединети може да се види и од изјавите на представниците на КСС и синдикатот КСОМ. Премиерот јасно ја отвори темата зашто ССМ УПОС не сакаат да ги подпишат колективните договори во кои што се нуди 7557 заедно со минималната плата секоја година покачување. Тоа би значило негдека во просек до 2028 од 50 до 60% покачување на платите. За жал, ја она што го зборам, на разединети синдикати, од другата страна имаме обединети поготоа работодавачи. Работодавачи само кога слушнаа дека се поставува точката на дневен ред, одма меѓу себе се обедини и кажа дека тие не биле спремни да разговараат, немале материјали. Работодавачите пак сметаат дека треба да се внимава со платите затоа што економијата не е во најдобра состојба. Во овој период економијата каква што е
би требало да бидеме малку повнимателни, бидејќи зборуваме за намалена продуктивност, намалена работна активност, а тие се двигатели на сите економски развој и економски напредок на една држава. Од владата пак сметаат дека за повисоки плати треба поголема продуктивност. Не може ние да правиме таков чекор, после тоа одма да имаме зголемена инфлација. Без раст на продуктивноста на платата не може ние да покачиме минимална плата. На состанокот се дискутирало и за новата кошничка на владата која ја скрои со образложение дека во на ССМ има спорни работи. Се уште не се открива што ќе содржи, но најверојатно ќе има 100 производи. А сега е време да ве подсетиме дека за учество во црвена линија треба да се заврти телефонскиот број 02-307-0005. Она што задолжително и исклучително важно технички аспект и постојано по неколку пати го повторуваме дури во едно издание на црвена линија е од кога ќе го завртите нашиот број задолжително целосно на нула намалете го тонот на телевизорот, што значи дека јас и вие се слушаме само телефонски. Тоа е важно аспект да, особено за оние кои што и немате искуства, а ќе се вклучите во црвена линија, верувам денес, да имате веднаш можност да почнете со одговорите на нашите прашања, односно да го кажете својот став, без да имате чувство дека некој друг зборува наместо вас, да мислите дека не сте вклучени во програма, а сте вклучени и секако да не ги губиме оние драгоцени 90 секунди, колку што е време траењето на едно вклучување во проверка на квалитетот на тоа колку се слушаме. Затоа е важно веднаш од кога ќе го завртите телефонскиот број и ќе ве превземат од режија да го намалите тонот на ТВ приемникот. А сега за оние кои што подоцна се вклучивте, еве и на екраните можете да видите прашањата денес до вас се. Зошто платите според вас стојат ако економијата расте? Кој ги кочи платите? Продуктивноста, синдикатите или владата? Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Чудно е како може работникот што работи, што придонесува, да не биде доходовен. А како овие во јавните, односно и во државните, посебно истакнувам, како ги нормираат тие кога цел ден се под клима, не работат? Која е нивната норма? Големи плати. Клати врата, земај плата. Оди шеткарај се од кафич во кафич. Ноншалантно се понашаат. До нив не можеш да дојдеш. Овој работник работи на жешко и свиен како срп работи во конфекција и да не ги набројам другите дејности. Го вклучувам, значи, обичниот сиромашкиот народ кој што се труди да работи и тој да нема, а овој што не работи да има. Тоа е парадоксално чудно. Ајде, како ќе го објаснат тоа нашите економисти? Јас не сум економист, но ево нека го објаснат. Да не работиш, а да имаш. Да работиш, а да немаш. Ајде. Според вас, кој ги, ве молам, кој ги кочи платите? Продуктивноста, синдикатите или владата? Значи, тука јаска. Благодарам за учеството. Секако сте добре додени повторно да се вклучите за нови 90 секунди. Благодарам за споделеното со гледачите на црвена линија. И секако, додека сме се уште на почеток, да ве принесам и онаму каде што исто така можете да дадете одговор на нашите прашања и да споделите со гледачите и подобро да речам и оние кои што не следат на Facebook. Ако не сте меѓу нив, заследете црвена линија на Facebook, но и Телма телевизија. Еве како изгледа нашата објава на Facebook. Македонија четврта економија во Европа. Зошто платите стојат ако економијата се движи? Пристигаат коментари, продолжете, пишувајте, нешто подосна ќе почнеме и со читање на истите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Се слушаме. Да. Значи, ние сме по економски четврта сила во Европа. А иначе,
144 земја по примање на работникот што прима плата. Зошто работникот толку малце прима плата? Затоа што работи, нема време кога да ја троши. А ова од другава страна 78% што си покачи, бидејќи ништо не работи, има време да троши, да шета, да оди низ светов натаму навамо, да се ласка, да се треба да се трошат тие пари. Нашава држава е уникатна во светов. Треба да учи светот од нас како се живе и како се работи. Како се развива една држава од нас треба да учат. Затоа што овие во Европа, во светов не знаат, немаат стратегија. Да пуштат некои сили кај нас да им покажеме како се работи. Тој што рмба, што работи, тој е задолжен да работи, за трошење нема време да троши, пак се навраќам на назад. А овој раскош што го тера, тој мора да има време за тој раскош. Да излези да потроши со службени коли, патувања, не знам, дневници, не знам ова, не знам она. Не му требаат пари. Благодарам многу за учеството и споделеното во Црвена линија. Подсетуваме, денес Црвена линија ве прашува сите вас зошто платите стојат ако економијата расте. Исто така еве според вас кој ги кочи платите? Дали е тоа продуктивноста, дали е тоа синдикатите или можеби владата? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Па вака, како првиот дел од прашањето. Нема врска со реалноста. Не може платите да стојат, економијата да расте. Тоа е глупост. Тоа е будалшилук. Тоа владата, тоа се владини измислици. Измислици на ова некаде влада. Тоа можам комотно да го кажам и да подпишам. Дека е тоа така. А сега, кој е крив за таа ситуација? Па владата е крива. А зошто е крива? Оти сите фирми се многу блиски до неја или се нејзини. Сите фирми што работат, сите што делат плата, затоа и платата не може да мрзни угоре. Оти тие се тие што одлучуваат колку ќе украдат од народот и колку ќе префрлат преку граница и што ти ја знам, кај ги префрлат парите таму, кај ги инвестират веќе. Колку ќе кражба, се работи за кражба. Така да значи крива е едини кривец е владата. Синдикатот, та рекол, та не рекол. Нема толку врска, не играл никаква улога до сега. Па нито ќе игра. А и тој може игра заедно со владата. Како ќе му речи владата, иначе ќе му речи ќе те удрам по уши ако не играш онака како што сакам јас. Значи, во секој случај владата е таа, бидејќи најзини се фирмите. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете со нас, продолжуваме со вклучување. Добар ден. Јас мислам дека како може економијата да расте, а платите да стоат во место. Значи работата е у тоа што треба производството да расне, па и економијата, па после да растат и платите. Значи кај нас се е обратно. Производството никако да расне, нема производство. Ја не знам одека економијата може да расне без производство. За овие работи се одговорни и владата, и синдикато, и работодавците што дават на луѓето многу минимални плати, што не може да си го поминат месецо. Значи работата е у тоа што овие работи се лажни ги измислуваат, дали статистика, дали не знам кој тамока што работе во тие установи и за тоа што не може економијата да се движи напред, а платите да се кочат. Продуктивноста мора да иде прво напред, па после економијата да оде. За сите тие работи се криви и владата, и синдикато, за тоа што синдикато е масичка на владата, за да она да неси горе рачињата, за да не може да лаже повеќе. Значи преко синдиката они се перат, фактички.
Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Одиме повторно со вклучување. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Па видите, Македонија е пуштена по економија на најако што може. Западните или европски држави може вода да ни носат, значи како што изјавува оваа влада. За нив има по 78% да се покачува. Читам некде, мислам денеска или вчера читам над 300.000 евра за пратениците за трошоци, за тоа има, а за работниците нема. За пензионерчињата има по 1.000 таму ќе фрлат сега пред избори, ќе заматкат очи и после ќе си терат све по свое. Значи ова е нешто неверојатно што се дешава и што се случува баш со оваа влада. Оваа влада баш ќе ја дотера Македонија, нити ќе биде горда, нити ќе бидеме ништо. Толку пријатно. Благодарам многу. Покуси од предвиденото, но доволно јасни. Останете и продолжете да не гледате. Ве префрлам унаму каде што пристигнуваат коментари, пишувајте, надополнувајте се, дискутирајте. Се што ви треба е секако Facebook. Ајде да видиме што напишаа оние кои што веќе споделија коментар. Почнуваме со коментарот на госпоѓа Лидија Станковска. Владата е крива, а особено Мицко, народот него го избра, со другите и ветуваше подобар живот, го седнаа на столица и сега се прави на трипол, демек не се мешал во одлуката помеѓу бизнисмените и работниците. Абе тебе те избраа за да им дадеш подобар живот. А што значи тоа? Поголеми плати и пензии. Да може од плата да се живее. А на него му е гајле, важно седна на фотелјата и си тера свој бизнис. Благодарам, Лидија, за учеството. Продолжете, бидете активни и на двата профила на Facebook. Тоа значи заследете го профилот на Телма телевизија, како и профилот на Црвена линија и пишувајте коментари. Добар ден. Ајде, поштовање, госпожа Тина. Поздрав до вас. Повелете. Нека е среќен празникот утре, заутре. Субо да се дочекаме. Здраве само. И јас кога викам, исти се сите партии, ове против Македонија. Сите лажат. А како ќе го решиме ова прашање? Сега кога идат избори, ние самите луѓе бойкотира ги, нема одим на локални, процентот нека биде 5-6% и од меѓународна заедница ќе рече, чекај, што се случува со народот? Зашто? Незадоволни ли е Мицко? Дај, што е проблемот? Сите лажат и синдикалци и Мицковски, и ВМРО, СДС, сите се исти. После кога ќе речем пак, само од страна ни треба некој, ова држава ни е во хаос, тотален хаос, безредие, беззаконие, анархија. Само од страна некој да не оправи. Од Словенија 10 паметни луѓе за 10 години ќе не оправи. Еве сега како што обвинителот јавниот да си поднесе оставка. Не ВМРО да си кандидира човек. Од страна, од Словенија, месец дена нека ги разгледа сите случаи и да донесе решење. А вака ништо не правиме. Не случајно уште ова, не случајно е поставен ќосета таму кај Континентал. Кој се буне, кој ќе праша, а сигурно синдикалците се исплаши од ќосето, пошто знаеме ќосето кој бил. Кој не поддржува некого, ќосето ќе му го пуштат. Така и ние. Во хаос е државата, само Словенија 10 луѓе да не оправат. Бидете поздравени, све најдобро. Бидете вие поздравени, не го менувајте каналот и сега кога станете до крај на ова издание на Црвена линија со цел да слушнете и останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Господине Тале, кој ги кочи платите? Ве молам, кој ги кочи платите? Дали е тоа продуктивноста, синдикатите или владата? Кои се газди на фабриките? Јас сум газда. Кој дава пари? Владата му дава пари на фабриките. Газдите дават пари. Не дава пари. Власта на приватни фирми. Сега, тие приватни фирми во Македонија наша, кога би дале зголемена плата? Ако имат зголемено производство и зголемена побарувачка за работна рака. Еве, овој вика сите биле исти. 7.000 денари секој месец на секој пензионер, тоа е огромна пара. А СДС крадеше по 8% на пензии 5 години.
со 2 пензии доцна ги зема по еден месец, 2-3. И тоа исто е, да ти дава некој 7.000 денари зголемена пензија секој месец, со крадење на пензии со СДС било исто. А еве во однос на работниците, да не зборуваме сега за пензионерите, зборуваме за работниците. Сега, кој е муштерија на македонски производи од македонски фабрики каде работат наши македонски работници и пензионерите? Значи јас ти и пензионери. Тие пензионери зедоа 7.000 денари пензија од буџет и фонд кој го полнат вработените во Македонија. Ако имаат ум и свест, сите тие 7.000 денари да ги дадат за македонски артикли, че има работа во македонски фабрики, зголемени плати за работници во Македонија и попун пензијски здравствен фонд. Која логика, економија, се кружи, ама ако имаш самоуништувачи, ќе се сотрат сами. Благодаря многу за одговорите и за учеството во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и на вам. вашата екипа. Благодаря. Вака прво да им го честитам у саботниот ден, Илин ден, на тие што се Илија, Илинка, на сите и Илин ден да ни даде спокој и мир и да тргне наша Македонија, да оди напред и да не се плаши што кажуваме ние, таваката онака на Митковски. Нека се бодри, он е бодер човек, он не се плаши од ништо, он тргна напред, ама позади него само има шпиони. И затоа кажете ми, вие дали го чувствувате само силен и храбар да биде и ќе тргне наша Македонија. Кажете ми, дали вие дали ме слушате? Дали ме слушате? Да ви кажам. Прашање до вас, дали го чувствувате економскиот раст? Да, го чувствувам, ама тоа не е само од него. Тоа е од бившата влада. Бившата влада како сакаше, така не играше. По нивните ерк. И оној грујот златен на мајка, чедото. Он почна и онај мисијата, онај како се викаше, Бранко Златен. А кажете ми зошто стојат фирми? Не ме слушате. А еве според вас зошто стојат платите, ради работодавачите, синдикатите или владата? Синдикатите. Добро, во ред, благодарам многу за учеството и секако за одговорите. Ве префрлам на Facebook, продолжуваме со уште еден коментар на Даниел Пауърс. Еве што напиша: за покачување на платите на функционерите на повеќе од 2000 евра има пари, а за работниците нема пари. И после, зошто сме политизирано општество? Кога ќе се најде јунак да го дигне овој народ на протести, па и револуција, ако треба, да се престане со огромните бенефиции за политичарите. 2000 евра плата плюс патни трошоци, најнови телефони, лапанажа до животна пензија, телохранители и што ти уште не. Срамота. Благодарам, Даниел, и вам за активното учество. Пишувате коментари на Facebook. Веќе ги читаме. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. Најубав ден и вам, ве слушаме. Благодарам, да сте ми живи и здрави. Па вака, прво да мора да се сложиме дека владата ги кочи платите, а не синдикатот. Синдикатот се бори за повисоки плати, а владата вика ако да работодавачите и работниците се договора, немаме ништо против. Овдека, значи, владата ги кочи. Сега изјавата на Мицковски дека ние сме четврта економија во Европа. Па ако сме четврта економија во Европа, тоа зошто има проблем да му се покачи личниот доход на работниците? Дали е поарно да ги земеме работниците од Бангладеш, на кој ќе му платиме плата 700 евра, ќе му платиме 500 евра за стан и уште не знам што друго, над 1000, а овие кои ги имаме тука, фактички не биле искористени, не биле продуктивни. И затоа не можеле да им дадат поголема плата и значи морале да водат сметка за имена. Па ја едно да им кажам на нашите работодавачи, дали они се свесни дека приватниот сектор во светот е на прво место и ги штити работници затоа што тие го носат доходот и за себе и за газдата. А наши работодавачи мислат само за личниот интерес,
А воопшто не размислуваат дека тој работи каков таков, никаков го носи доходот за сите. И за мене како пензионер, и за него како газда. Благодарам за учеството, благодарам за одговорите. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Но ако и еве не се доволни 90 секунди, повторно завртете го нашиот број. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Како може четврта економија во Европа, во светот, а платите да не мрднат од место? Тоа изгледа премиерот не е добар со математика, не е добар. И како може да нема пари за нив, кога Уставниот суд донесе 78%, никој не се бунија. Ни позиција, ни опозиција, значи добро им беше. Па има уште едно покачување, па добро им беше. Се додека администрацијата не се плати, нема плата колку работникот, 24.500, вака ќе биде. И уште едно до вас, као новинарка, која гледам едуцирана добри. Зборот некрофил, да ми го објасните во наредната емисија, што го користи премиерот, го користи, некрофил. Да видиме што е тој збор, ја не разбирам, јас сум селјак човек. Некрофил. Запамтите и сакам да ми објасните во утрешната емисија. Довидување. Довидување. Благодарам за одговорите за денешната тема. А што се однесува до вашето барање, секако можете веднаш, наместо да чекате до утрешното издание на Црвена линија, се разбира некој кој што е во ваша близина, доволно е на Google да се напише некрофил, тоа што побаравте, и секако Google, бидејќи знае се, веднаш да даде целосно објаснување на терминот и зборот кој што го барате од Црвена линија. Но Црвена линија бара нешто сосема поинаку. Темата, главна и централна, се врзува за двете круцијални прашања за денес. А тоа е зошто платите стојат ако економијата расте. И според вас, каде ја гледате вината во однос на тоа што нема покачување на платите? Дали вината ја гледате во работодавачите, во синдикатите или пак владата? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Добар ден, Тина. Поздрав, добар ден. Јас ќе кажам една мудра изрека. Ние сите го гледаме волкот и трага му бараме. Ме чуди мене што сме четврта земја. Ова или е насон, или али са во земјата на чудата. Јас ништо не разбирам, еден месец се смеем за ова. Економијата воопште не се движи. Ако се движи, ќе има и плати. Исто така, ова го кочи владата. Од мене ова. Јас се чудам и не можам да се начудам во оваа пропадната земја искрадена. Како може вакви чуда да се дешават, да се кажува? Ако бевме четврта земја, ние каде брекај можеме со Данска, ние и со други, па сме биле како Норвешка. Каква Норвешка, каков ти ѓавол? Ние сме на дното дојдени. Јас шетам по пазари, во Битола сум и стално ме следам, ние многу е сакам Црвена линија. Одам по пазари. Се е неверојатна скапотија, никој ништо не произведува. Абе чудо ништо. Ние сме во една тешка мизерија, сме биле четврта. Верувајте, еден месец се имам смејано и по улици. За ова четврта земја што сме биле и дека економијата растела неверојатно. Многу ви благодарам на отстапеното време. Голем поздрав од Битола, драга Тина. Благодарам многу и поздрав до сите кои што ја следат во моментот Црвена линија во Битола. Секако 90 секунди ви припаѓаат вам. На сите вас кои што сакате да дадете одговор на прашањата на Црвена линија. Па еве како го објаснувате тоа, зошто платите стојат, а економијата расте? Каде ја гледате вината во однос на тоа што се закочени платите, односно нема пораз? Дали е тоа во работодавачите вината, во владата или пак во синдикатите? Добар ден. Добар ден и убав ден во земјата на чудата. Ние сме земја на чудата. Значи каков луксус има и како живееме, а вечито све ни фали. Продуктивност нема, пари нема, влада си прави што сака, а ние живееме луксузно, нормално, со ограничување на не сите, меѓутоа се гледа. Како вие го чувствувате економскиот раст?
Што да ти кажам, економскиот раст да паднеш у несвест, продуктивноста, па нема продуктивност. Владата, ја не знам од каде наоѓа пари, како ќе има продуктивност. Кога вие гледате, кажете ми Азевски, што продуктивност направил. Гледате што се прави со нас. Значи, ние немаме влада, немаме со нас владеат стопанствениците. Значи, што сака стопанственикот, тоа прави. Стопанственикот го оценува Мицковски. Му бараше да му земе кредит, како може ти, нели, слободен пазар, нели, приватни се. Зашто државата да помага на приватни? А кои се тие пари државата? Државата не помага, па народот. Значи, пак народот. Значи, ова е катастрофа на една. Стопанствениците имаат во сметководство еден куп работи што му идат во трошок. Овдека зима од сите страни, ја не знам они што сакат, маржа, молим те вие Волку да качите, само да се намали маржата и не треба ни да се покачува тогаш нешто. Вие кога ќе намалите маржа од таму 70-80 на 10%, тек тогаш ќе правиме муабет, ама тоа стопанствениците нема да го дозволат, зашто го ја држат државата во раце. Ова е само Благодарам многу за одговорите и споделеното со гледачите на Црвена линија. Само внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно вклучување, автоматски се исклучува кога ќе се постигне бројката. Павлина Цуневска и вешто напиша на Фейсбук, на профилот на Црвена линија. На прашањето зошто платите стојат ако економијата се движи, Павлина напиша: платите стојат во место затоа што газдите и нивните деца треба да имаат станови, куќи, коли, џипови, да одат на одмори во најскапите хотели и држави, да остават имот после нив до пето колено. Жално и тешко за работникот. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Прво вака, сега би сакал, или во однос на платите да зборам. Генезата на проблемот потекнува од онај вампир, како викаа на Штопанската комора Бранко Азевски, кој што не е во интерес на сам. Се вклучи Црвената линија. Еве нешто што подолго време не мораше да го укажам, верував дека се почитува тоа главно централно правило на Црвена линија. Јас ве замолувам, кога давате излагање и одговор на нашите прашања, потрудете се колку и да сте нервозни, гневни, што и да е, употребата на зборовите, односно треба да биде навистина на ниво. Што подразбираме тоа етичка и на ниво? Избегнете ги оние погрдни зборови, секако навредливи зборови, недопустливи се и пцости, секако говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Така да може да поентирате, можете да го кажете ставот, но немојте да користите навистина навредливи и погрдни зборови. За гледачот верувам дека повторно ќе се вклучи и следното вклучување излагање ќе биде без употреба на зборот кој што го употреби. Знае гледачот. Добар ден. Здраво ти на фина. Здраво, поздрав до вас. Ево да разберат сите кратко јасно. Со 100 вработени, дали производствена, дали трговска фирма ќе заработи во ова наша држава, Македонија, која има најјасно на историја во цела Европа и пошироко, треба на запад минимум 500 до 1000 вработени за исти период. И што кажува тоа? Не да ги искористува, феудалци прави се. Како да му се робови вработените. Чист феудализам. А сега, па нека се сметат и вработените. Нека тие, без да ги организира синдикатот, оти во многу приватни фирми не му дават да плаќаат синдикална членарина, да се зачленат во синдикати. Ги условуваат никако. Мислете, то не е од владата, работодавците, ама треба бунтовници со причина да се сите, а не само ќе останам без работа. Ќе се договорат сите од трговски ланец некој, сите од производствена фирма. Како кажуваат, во Франција жолтите елеци вака така, во други држави. Па нека бидат храбри, бунтовници со причина. А не да бидат сите со додатно презиме Трпевски. До кога? Дали го чувствувате економскиот раст? Тоа не е анкетно прашање. Нормално, како не се чувствува.
Благодарам многу за учеството и секако за одговорите на нашите прашања. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Најверојатно не. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден. Јас ве замолувам, намалете го тонот на телевизорот на 0. Значи, да се покачи уште поголема економија, ја би дал еден пример. Вака. Еден пример. Значи, сите вработени во конфекција, во граѓевиство, во рударство и било каде, државата нека ги запосли во државни институции, во јавни предпријатија. Нека си седат таму, клима нека си пуштаат све. Никој да не работи, како што овие не работат, така ќе се зголеми економијата. А бидејќи овие работат, а не се зголемува, значи треба да пробат еден пример. А зошто се борат сите во државни и во јавни предпријатија, Бетина? Да лежи лебо и големи плати, утре на ден придонеси големи му плаќат за пензии. И што тука треба дилема околу тоа? Здробени се бе работниците, бе. Едва им до прагот идат дома. И тоа ќе зарине, ќе легне на крветот, свеста не му иде. И сега економијата била. Нека ги запослати нив во државните и во јавните предпријатија, ете економијата ќе се зголеми за 100%. Ќе нема да работат и економијата сама ќе се зголеми. Нема проблем тоа. Гледаш ти тука, бе. Благодарам за учеството. Ве префрлам сега повторно на Фейсбук. Драго ми, активни сте и таму, пристигаат коментари, продолжете, пишувајте. А ние продолжуваме со коментарот на госпоѓа Светлана Андреева. Среќа го имаме Мицковски да ни каже колку убаво живееме. Оти ние не знаеме за рајот во земјава. Ова просто на плачка ме тера. Благодарам, Светлана, за учеството, а продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Дали се слушаме, госпоѓа Тина? Одлично, да, повелете. Да, во се збројуваат моите 90 секунди, така? Да. Че пробам да ја кажам малку реалноста, како функционираат работите во оваа држава. Знаете, да најголем бизнис во светот е да имате држава. Нема поголем бизнис од тоа да имате држава. И сега нашава држава пробуваме ние да глумиме дека сме држава 32-3 години од независноста. И са некој често ја спомнува таа олигархија, приватизација, тајкуни. Јас ќе пробам да бидам реален. Јас сметам дека процесите кои ни се случуваат во државава, а со забрзано темпо се најавува некои инвестиции од Турција, и тоа сериозни инвестиции, и овие заеми што ни се случи од Унгарија, рамката со Велика Британија, која уште не е почната да се користи. Јас само ќе кажам еден податок. Во македонските банки се чуваат на фирмите и на населението 9,7 милиарди евра депозити, од кои државата и населението должи 8 милиарди. Значи, мислам дека сме една од единствените држави во Европа која има 1,7 милиарди во бројки повише средства во банките. Сакам да кажам дека не сме задолжени и дека пред нас престои се. Ке посетам време, трењето 90 секунди, автоматски се исклучува тајмерот, ке ви се заблагодарам и ке ве посетам што поскоро, еве за многу кусо време повторно да го завртите нашиот број 023070005 и секако да се доискажете и да надополните се оно што сметате дека треба да го знае јавност и гледачите на црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Повторно јас. Ако, тоа е видете тоа. вака, економијата растела. Кајна со ова влада и квасецо не расти. Не нараснува едноставно, адитивите го прават лебо, не квасецо не го прави лебо. Да не се адитивите, нема ни лепче да касниме. Значи не расти, никаква економија не расти. Едноставно
расти кај некој, мислам, кај тие што се на власт. Сега, некрофилија. Некрофилија е погребување, а некрофил е онај што погребува. Мицкоски сака да и кажи тие што беа пред нас, пред него, беа некрофили, беа погребувачи на македонската економија и што тие знаеме едно друго. А тоа ствари, тоа е тој што го прави погребувањето. Тој ја погребува земјата. На толку кренати кредити, на толку пари подигнати, значи, го задолжи народот. Народот треба да ги врати тие пари. Ништо не мрда во државата, економијата не мрда ништо. Поскапувањата скокат, секој ден е се поскапо. Шо е тоа? Кој е некрофилот сега во случајот? Предходните или сегашните? Благодарам за повторното вклучување. Тоа е нешто ве потсетувам и ве гледачот практично покажа како изгледа кога повторно ќе се вклучите во црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав Игор од Битола, поздрав до вас и до Телна телевизија. Голем поздрав и до вас, Игор. Еве, во кого го гледате вината зошто стојат платите во работодавачите, во синдикатите, во владата? Вака, јас мислам дека економијата, како што беше татко ми економист и мајка ми економистка, што има завршено, што ми учеа мене и на училиште што учев јас, економијата се јавува да владата не треба да дозволува секој денар да го цени, да го цени секој денар, да не дозволува само инвестиции од големи пари, туку сите наши македонци да учествуваат во буџетот на Македонија, да плаќаме пого, да плаќаме, да имат министрите пари. Ние треба на државата му борчиме многу пари. Еве, јас земам пензија, се чувствувам виновен како што да му вратам пензија на државата парите што ми ги дава. Многу луѓе велат во Македонија се зема тешка пара, а тие пари треба државата да ги контролира. Сите пари треба да се чуват на едно место и сите се знаат да земат кој колку што му треба, например, на земјоделците, индустријата, економијата, технологијата, за компјутери. Значи, сите фирми и фабрики да добијат пари, но нашите, секој што заработил. Пазливо да се штетат парите и во пазаро, да се намалат малце цените на производите, многу е скапо. И да ги чуваат сите пари ко најбитно нешто на светот, да ги чуваат нашите пари и... Благодарам, Игор, за одговорите и тоа што редовно не следите и активно учествувате во црвена линија. Еве што напиша Урце Цветковски на Фейсбук на профилот на црвена линија. Панели сме четврта економија во Европа. Според најголем виновник за бедните и најниски плати е владата, заедно со кловновите од така наречениот синдикат КСС, бидејќи го стопираат растот на платите и му доволуваат на газдите и после се иселувале граѓаните. Вака ли Македонија горда? Благодарам, господине Цветковски. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па, за ова прашање, прво, зошто платите стојат, ќе го прашате премиерот. Јавно, во емисија или кој ќе дава изјава, да ни каже тој. Затоа што тој најубаво знае. Она вчера што го кажа на синдикалците, дека не се продуктивни во приватниот сектор вработените, а економскиот раст се движи нагоре. Кој е продуктивен? Значи, владата е продуктивна. И овие пратениците, веројатно они се продуктивни, што работниците не се продуктивни, парламентот и владата се продуктивни. И затоа економскиот раст се движи нагоре. Каква е таа изјава? Како може да го каже тоа премиерот, кога ако нема продуктивност, како ќе расте економскиот раст, како ќе се движи нагоре? А кој ги кочи платите? Платите ги кочи тој, Маријан Ристевски и владата на оној конфедерација на синдикати. Тој, откако е влезен да ги води синдикатите, лично тој,
и каде влегол во сите фирми и предпријатија само прави проблеми, а ниеден проблем на вработените не го решил. И не може да има војна држава синдикати по желба на влада. Едни да бидат на оваа партија, едни на она. Лично луѓе од ВМРО викаат дека тој синдикат е нивни. Па како така? Војна држава колку синдикати треба да има? Еден ќе биде. И ако сакаме да работниците да бидат сложни. Благодарам за учеството во Црвена линија. Пред да преминеме на рекламите, Весел Зенгојве што напиша: ова се однесува само за високите класи, а за малите како нас, како да живееме во Етиопија. Супер! На Македонија месото и го изедоа, а остана уште коските да ги догризат, а потоа оставки како печурки ќе никнуваат. Авионите се спремни право за Дубај, а ние ќе останеме да им ги отплатуваме долговите. Моментално не на четврто, ние секогаш сме на прво место со позајмени пари. Одиме со реклами. Сега време да видиме како одговорија на Инстаграм на анкетното прашање на Црвена линија. Македонија е четврта економија во Европа. Дали го чувствувате економскиот раст? Со да одговорија 14%, со не 86%. Почитувани, благодарам за ова издание на Црвена линија. Се гледаме утре и секако информирайте се на telma.com.mk. До видување.